Добар ден и од мене. Како што можете да видите дека и со овие лимитирани ресурси Велес се гради, Велес добива нов лик. Јас сакам само да му честитам на Марко, да честитам на администрацијата, на луѓето кои што се дел од тимот на Марко како градоначалник овдека во Велес. Да им посакам уште многу вакви проекти, бидејќи човек нормално е да се радува кога се гледа како нешто напредува, како нешто се гради и како ветувањата се исполнуваат. Навистина, од ден на ден, од посета во посета, можат тие промени да се забележат, иако повторно ќе потенцирам, имаме работа со влада и со централна власт, која што на секој начин гледа како да ги обструира општините каде што ВМРО ДПМН има своји градоначалници. Во која смисла да ги обструира? Ги намалува дотациите, се заканува, а некаде ги одзема ингеренциите во градинките, во училиштата. Нема никаква помош. Ако забележите и ако видите каква е помошта од централната влада кон општините каде што имаме градоначалници на СДСМ и ДУИ, и ја споредите со оваа каде што се градоначалниците од ВМРО ДПМН, а тоа е отприлика 70% од вкупниот број на население во Македонија, ќе видите дека целата помош е сконцентрирана токму на тие општини. Еве, Паланка, Крива Паланка, земете ја, например, Пробишти, Струмица и така натаму, и споредете ја со општините како што се да речеме Битола, Прилеп, Велес, Штип и така натаму, ќе видите дека апсолутно нема никаква поддршка од страна на централната влада. Зошто? Тие ги казнуваат граѓаните во овие општини само затоа што тука ВМРО ДПМН има градоначалник. Но тоа нас не мотивира. Луѓето се двојно повеќе мотивирани и ќе направат повеќе само за да покажат дека со честна, храбра и посветена работа и без поддршка од оваа криминална влада на ДУИ поддржана од СДСМ можело да се направи и дека само така може Македонија да оди напред и дека не се сите исти. Новата влада на ВМРО ДПМН ќе го смени овој пристап, односно ќе помага низ целата територија на Македонија, секаде без разлика дали градоначалникот ќе биде од редот на ВМРО ДПМН или од тогашната опозиција предводена од ДУИ, а поддржана од СДСМ. Господине Мицкоски, како ги коментирате навредите упатени од премиерот Ковачевски кон пратеничката Бетиста Менковска? Дали се тоа европски норми кои што треба да ги покажува некој македонски политичар? Харвардовецот го покажа вчера на отворена сцена сиот свој простотилук. Но простотилукот, предпоставувам, го стекнал во животот. И јас нема да го коментирам тој простотилук, згрозен сум и шокиран од шовинизмот кој што го покажа на отворена сцена. Тука забележувам како педагог, како професор, една елементарна работа, а тоа е отсуство на домашно воспитување. И тоа е многу значајно да се каже. И кога отсуствува тоа домашно воспитување, тоа вие во животот не можете да го надоместите. Можете да го скриете, да се маскирате, но порано или подоцна отсуството на домашно воспитување ќе излезе на виделина, како што тоа вчера го направи Ковачевски Димитар, и ќе се служи со навреди кои што навистина погодуваат. Видете, тоа се навреди кои што би рекол не долекуваат никому, и на тој начин тој уште еднаш покажа дека не е достоен за позицијата која што во овој момент како поставен таму ја обавува, а тоа е претседател на владата на Македонија. Така што уште еднаш апелирам до него, ако малку сака да ја сочува својата чест, малку, бидејќи таа е тотално изгубена, руинирана, доблесно е да се извини. Доблесно е да излезе и да се извини. Јас уште еднаш ќе го изразам своето шокирање и посакувам ова никогаш повеќе никому да не му се повтори, затоа што сепак ние сме луѓе кои што треба да бидат пример како треба, а не пример како не треба. Господине, обвини дека вашето ветување дека имате 61 пратеник во пракса се покажува дека не е точно и дека можете да организирате да направите устови за воредни парламентарни избори. Не, СДСМ се обидува сега да ја дефокусира јавноста, плаќа од крадените пари консултанти регионални кои што мешетарат тука по регионот и се присутни
и тоа го спонзорираат со вашите пари кои што ги крадат од тендерите, најчесто од регбитола. И мислат дека на тој начин ќе направат одреден дефокус, дека јас сум рекол дека сигурно ќе има предвиден. Многу бевме внимателни и цело време внимававме што зборуваме и цело време велевме дека има сигнали од пратеницката група на СДСМ и коалиционите партнери дека се незадоволни од односот на раководството на владата на ДУИ поддржано од СДСМ и дека можно е кога ќе дојде денот да излезат надвор од таа влада, односно да гласаат според ова убедување кое што го рефлектираат како позиција. И сега тие знаете што сакаат тука да ги растураат пердуите, па да речат еве Мицковски кажа, а не сум кажал, ќе има предвремени избори, па на тој начин да ме девалвираат мене. Но забораваат една работа. А тоа е дека секогаш кога тие мислат дека успеале да добијат довербата од 61 пратеник во парламентот, губат дополнителни неколку проценти од нивниот рейтинг. И тоа ќе го видат многу скоро денеска, на следните избори, кога и да се случат, дали се предвремени или се редовни, кога ќе видат каков ќе им биде резултатот. Тогаш ќе сватат што сме правеле овие 3 години и тогаш ќе разберат дали тие биле во право или ние сме биле во право кога сме направиле се што е во наша моќ да оваа влада која што денеска е власт, владата на ДУИ поддржана од СДСМ, практично на отворена сцена се препелка и чекор по чекор се детронизира таму каде што е. Така што јас на вистина жалам што наместо на вистината да ја погледаат во очи, наместо да одиме сите заедно, да се договориме, бидејќи тие треба да сватат дека не е се во крадењето пари. Треба да бидат самокритични, да речат, видете, луѓе, нас не бива повеќе. Дајте додиме на пролет да ги спасиме граѓаните на избори, па нека дојде ВМРО ДПМН, нека ја вади Македонија од калта во која што ние однесовме, како што секогаш било во минатото. Тие на сметка на тоа одлучуваат да останат ден повеќе на сила, за да можат уште некој тендер да украдат, мислејќи дека на тој начин ќе се спасат. Јас ја гледам цела македонска јавност во очи и ветувам дека нема да имаат дерман ниту еден ден. Првиот ден од кога ВМРО ДПМН ќе ја превземе владата. Дерман нема да имаат криминалците од ДУИ поддржани од СДСМ ниту еден ден откако ВМРО ДПМН ќе формира новата влада. Господине Мицковски, Артем Груби, првиот вице-премиер, излезе со понуда да се изгласале уставните измени и да се распушти парламентот. Дали за вас како партија ова е прифатливо? Тие предлози од владата на ДУИ поддржан од СДСМ сме ги слушале во минатото. Ке подсетам. ВМРО ДПМН има принципелен став. И ќе го кажам јавно, уште нешто ќе го повторам. ВМРО ДПМН не учествуваше во преговорите за така наречениот француски предлог или последен предлог. Јас на пресконференција понудив ВМРО ДПМН да биде дел од тие преговори, мислам дека беше април месец минатата година. Истиот ден Ковачевски го одби тој предлог. Во јуни крајот, почетокот на јули, кога ги правиа оние политички гимнастики, одбивме во Брисел, кажавме не, па потоа прифатија за една недела, се што им беше на маса ставено, ги предупредивме. Не превземајте обврска која што нема да ја исполните. Тие и покрај тоа ја втурнаа Македонија во една голема неизвестност и авантура, прифаќајќи ја преговарачката рамка, каде што билатералниот договор со соседна Бугарија е дел. И тоа е единствен таков случај во историјата на Европската унија, мислејќи дека ќе се повторат некои минати искуства и дека на тој начин ќе добијат некои политички поени. Ги предупредивме дека нема да се повторат. 8 месеци потоа не убедуваа на отворена сцена, имале, немале, имале, немале. Гледаме дека немаат доволен број пратеници и нема да имаат. Затоа што овие пратеници од пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата не излегоа на избори да ветуваат дека ќе преговараат дали Гоце Делчев бил македонец или бугарин. Не ветуваа на избори дали Линденското остание е македонско или инденско или бугарско преображенско.
Овие луѓе ветуваа проекти, ветуваа поквалитетно образование, поквалитетно здравство, поквалитетна инфраструктура и така натаму. Ние сакаме да покажеме дека не сме исти, дека стоиме до дадениот збор и тоа беше нашиот даден збор и од тука нема ни милиметар да се поместиме. Факт е дека Македонија има проблем. Факт е дека тој проблем владата на ДУИ поддржана од СДСМ го донесе. А потврда на тој факт е дека условно кажано најпроевропската влада во Македонија има најмала поддршка за членство на Македонија во Европската унија. Затоа ја имам контрапредлог до нив, да не ја мачат македонската јавност, да престанат да крадат, да се охрабрат. И ако мислат дека добро правеле изминативе години, изминативе месеци, еве во мај не мора 100 дена техничка влада, еве и тоа им го овозможуваме, не мора 100 дена техничка влада, да одиме на избори, па секоја политичка партија да понуди решение за проблемот во кој што е втурна Македонија. Во спротивно, само ја продолжуваат агонијата, Македонија ќе тоне, да, тие ќе бидат побогати, но за жал еден ден тоа богатство од глава ќе им судри. Затоа што крадени пари не се алал пари, се арам пари и тие пари нема далеко да ги одат. Денеска станала со предлог за формирање на заедница на албански општини во Македонија во теркот на српската заедница во Косово. Имате став на ова? Видете, во Македонија дел од уставот е рамковниот договор. Рамковниот договор го гарантира унитарниот карактер на Македонија. Ако има политички партии во Македонија кои што сакаат да го напуштат рамковниот договор, тогаш треба да кажат јасно пред целата македонска јавност дека тие не го признаваат рамковниот договор, зад кој што стои како гарант цела меѓународна заедница, и дека тие утре нема тој договор да го почитуваат. Јас ги предупредувам политичарите во Македонија да внимаваат, да не ги разгоруваат меѓуетничките тензии. Бидејќи Македонија е мултиетничка држава и со ваков тип на неодговорно однесување можат само да ги расплантат овие тензии и како такви да донесат голем број проблеми за сите граѓани. Јас уште еднашка ги предупредувам за зрело, државотворно и одговорно однесување и наместо да коментираме политички проекти, јас сакам да се впуштиме во борба со криминалот и криминалците, да работиме на подобро образование, на подобро здравство, на повеќе пари за пензионерите, за повеќе можности на младите, за повеќе инвестиции, за повеќе вакви патишта, за повеќе вакви проекти, наместо да се враќаме во некои ретроградни процеси. Ке потсетам, рамковниот договор е дел од уставот, според сите партии во Македонија тој е целосно завршен, имаше изјави од Демократската унија за интеграција дека тој е завршен, исполнет и тука завршуваат било какви политички прекројувања, организирања или раслојување на Македонија. Македонија мора да биде, и позади незе како гарант стои меѓународниот фактор унитарна држава, а ваков тип на политички авантури не би сакал воопшто да ги коментирам. Господин Мицковски, вие последниот период излеговте со низ за скандали околу работењето на ДУИ. Дали со тоа некако можеби го намалувате вашиот коалициски капацитет или пак конечно тргнавте во решителна борба со расчистување со криминалот? Ние единствено нешто што правиме во периодот и ќе правиме, не, ова е само почеток, е разобличување на криминалот на политичарите од владата на ДУИ поддржано од СДСМ. И тука нема да застанеме. Ќе продолжиме и понатаму, верувајте, имаме доволно материјал да ја запознаеме македонската јавност и кои се криминалците и кои се криминалните сделки на тие политички криминалци. Дали го намалуваме коалицискиот потенцијал, ќе каже народот на денот на избори. Народот е суверен на оваа држава и народот на избори кажува кој има и кој нема коалициски потенцијал. Јас сум убеден дека нашиот народ е мудар, нашиот народ знае да оцени и знае да процени и ВМРО-ДПМН ќе добие огромно мнозинство гласови во Македонија и следната влада ќе формира ВМРО-ДПМН.